се случува на телото ако престанете да јадете по 19 часот. Брзиот ритам на животот ја претвора правилната исхрана во предизвик. Според експертите, проблемот понекогаш не е во тоа што јадеме, туку кога јадеме. Јадењето или грицкањето во часовите пред спиење испраќа погрешен сигнал. Телото има тенденција да ги складира мастите, а доцните оброци можат да ја зголемат глата во текот на наредниот ден. Зошто не се препорачува јадење по 19 часот? Ако се избегне внес на храна во вечерните часови, телото влегува во поповолен инсулински циклус. Нивото на инсулин останува пониско, што го префрла организмот во режим на согорување масти. Овој ритам помага во слабење, ја намалува надуеноста и го олеснува контролирањето на апетитот. Истражување на Харвард. Истражување спроведено од медицинското училиште на Харвард укажува на негативни ефекти од доцната вечера. Хормони, кај учесниците што јаделе подоцна, нивото на лептин, хормонот за ситост, било намалено дури и 24 часа подоцна, што предизвикувало поголем. Постна мусака со шампињони. Откриете вкусно постно јадење, идеално за периодите на пост или како лесен ручек. Состојки. Шампињони исечени на ливчиња, 500 грама. Компири тенко исечени, 4. Кромит ситно исечкан, 2 главици. Бел лук ситно исечкан, 1 чешне. Соино млеко, 1 шолја. Брашно, 2 лажици. Растително масло, 2 лажици. Сол и црн пипар, по вкус. Мајчина душица, 1 мала лажичка. Маслиново масло, 1 лажица. Приготвување. Подготовка на фил. Загрејте го маслиновото масло и пропржете го кромидот додека не стане стаклест. Потоа додајте ги шампињоните и белиот лук. Пржете додека не испари целата течност, а шампињоните не добијат златеста боја. Зачинете со сол, црн пипер и мајчина душица. Редење на мусаката. Во набрашнет или подмачкан сад за печење, наредете ред тенко исечен компир, а потоа слојот пржените шампињони. Повторувајте ја постапката додека не ги потрошите сите состојки. Подготовка на сосот, бешамел, во помало тенџере загрејте го растителното масло, додајте го брашното и кратко пропржете го. Потоа полека додавајте го соиното млеко, мешајки постојано додека не